Благодарам, председател. Најверојатно од галамата која што ја прават пратениците не слушнавте, почитуван заменик. Јас ги кажав токму тие два аргументи зашто се одбиваат генерално амандманите. Меѓутоа, окей, за вашата дообјаснување благодарам, затоа што и еднаш интервенирав дека премногу брзо и без објаснување ги одбивате амандманите и ворете вака да објасните. Меѓутоа, без да навлегувам во некоја дебата, за да го испочитувам и ова барање на колегата Кастриот, видовме колку се стимулираше јавната потрошувачка со последната викенд без ДДВ и како вашите проекции од Министерството се изреализира реално на терен, меѓутоа ќе имаме можност за дебата. Од друга страна, ќе продолжам онаму каде што сакаше да поентира господинот Костовски, како јас сум бил оптеретен со СДСМ, а целиот негов говор беше за ВМРО. Па сега не знам кој е оптеретен со СДСМ или ти си оптеретен со ВМРО, па не верглаше тука сите ситуации од аспект на ВМРО. Јас сум оптеретен, да, со СДСМ, затоа што сметам дека СДСМ недобро, неквалитетно, несуштински ги решава проблемите на граѓаните во општина Куманово и ќе продолжам да бидам оптеретен со кадрите на СДСМ, да се борам за интересот на кумановци, да Куманово добие што поквалитетни услови за живот. Велите исто така дека не сакате да бидете портпарол на општина Куманово, за да одма после тоа почнавте да кажувате што градоначалникот направил во Куманово, па наредивте некои проекти овдека. И намерно или ненамерно, не ми одговоривте на прашањето дали вие сте задоволен од работата на градоначалникот Максим Димитриевски и дали Максим Димитриевски ја заслужува довербата за втор мандат, посебно што тој ја побара довербата првино од граѓаните, па потоа од партијата. А како пратеник сте должен да сте информирани за она што се случува во нашата општина со припадниците на Министерството за внатрешни работи и ме зачудивте како тоа не сте информиран, кога началникот на СВР Куманово не ви излегува од партиските простории, иако треба да биде професионалец и да не се занимава со политика. Па прашете го како тоа во еден ден со 40 решенија се преместени од своето работно место професионални припадници на МВР надвор од местото на живење, нему напредување, зборам територијално прерасподелување, а од друга страна прашете го и како тоа последниве години, откако министер е Оливер Спасовски, како тоа на високи раководни позиции, на инспекторски позиции се вработуваат бивши инструктори по фитнес, бивши вработени во кифлари и ред да не ги редам сега во наводници професионалци кои што ги имате вработено. Консултирате се со овако должни сте како градоначалник да се грижите за сите граѓани, а не само за членството на СДСМ. Благодарам.